Добар и убав ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно ново издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени и гледате многу интересни и вкусни 3 јадења кои се прават на вистина брзо и многу едноставно. Првото ќе бидат подпечени лепчиња со крем сирење и со крцкава испржена панцета. Второто ќе биде рижото со свинско бонфиле и панцета. И третото ќе биде една превкусна мешана салата со сезонски зеленчук. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Денеска, драги мои, ќе сготвам многу вкусно рижото. Одбрав димена сува домашна панцета и свинско бонфиле. Едно од најквалитетните делови кај свињата за тоа што содржи многу мускулни влакна, а нема многу маснотија. Ќе направам и подпечени лепчиња или брускети со пржена сланина, суви домати и крем сирење. И ќе направам една многу интересна салата во која ќе додадам рендан пашканат и рендан целер. Ќе има ајсберг, ќе има рукола, ќе направам еден убав винегрет и едноставно денеска вистински ќе уживам додека го готвам ова за вас и се надевам дека и вие ќе го сготвите за вашите најдраги. Бојонот за рижотото веќе овдека полека си крчка и јас да почнам од самиот почеток. Овде имам тавче што го ставив на оган. Сега малце ќе го засилам огнот. Ќе ставам малце масло и ќе ги ставам лепчињата да се подпечат. Така, да видиме огнот малце е јак, ќе го намалам. Треба да биде средна температура, да не е многу жешка, затоа што ќе изгорат, а вака ќе се подпечат и ќе добијат румена златна боја. Панцетата на големи парчиња ќе ја ставам исто така во тавче, убаво да се испржи. Ова можете да го направите и во плех, во рерна, на 190 десетина минути. Ќе добие убава структура и ќе биде крцкава. Тие што се веќе испрженки, ќе ги ставиме во друг сат на страна. И ова ќе даде дополнителен шмек и вкус на ризотото. Ајде, нека се испржат. Ќе го исецкаме кромидот и тивко ќе го испржам. Потоа ќе го додадеме месото исечено на мали коцки. Ќе го испржиме и него, па ќе го додадеме оризот и него неколку минути ќе го испржам, а потоа постепено ќе додавам од бојонот и рижотото денеска ќе биде навистина многу вкусно. Затоа што све што ќе ставиме во ризотото има одличен вкус и е се многу квалитетно. Маслото ќе го тргнам понавака. Да видиме лепчињата до каде се, одлична боја. Баш тоа и сакав да го добијам. Ми се допаѓа. Ајде сега да го исецкам кромидот. Кромидот за ризото секогаш треба да биде многу ситно исецкан. Внимавајте да не се исечете и исецкајте ситни коцки.
Кромидот ќе го ставам да се пржи во маснотијата што ја пушти панцетата. Кромидот идеално го исецкав, многу ситно. Сега лепчињата ќе ги трнеме на страна. Ќе ги ставам во друга чинија. Ќе го уклучам огнот. Малце пониско од средна температура. Ќе го додадам кромидот. И ќе го оставам тивко да си се пржи, да омекне, а ја за тоа време ќе го исецкам месото. Ќе го ичистам од жилите и ќе го исеткам на ситни коцки. Во меко месо кое не бара долга термичка обработка, а е превкусно затоа што се топи во уста. Ситни коцкички и кога добро термички ќе се обработат, кога ќе се спојат со кромидот и со оризот, има да биде комплетно компактно, а многу вкусно. Сите овие намирници со кои што денеска готвам јас, сите ги знаеме и постојано ги користиме. Едноставно, треба само малку да размислиме, да добиеме друга идеја како да ги изготвиме, за нештата да бидат малку поразлични од она секојдневие во кое што нели живееме. Ако немате време преку недела, за викендот сигурно имате време, соберете ги сите дома, организирајте се и направете убав ручек или вечера и вистински уживајте. А ова парче месо е идеално за луѓе кои немаат многу време да готват 2-3 часа, затоа што многу брзо се обработува термички, затоа што е многу меко, како што ви кажав. Така да цената е негде околу 600 денари за килограм, меѓутоа вакво парче е од 180 до 220, максимум 250 грама и е сосема доволно кога станува збор за едно вакво убаво и вкусно рижото. Вистински ќе уживате затоа што на вистина е многу вкусно. Сега ќе го оставиме да си крчка, а ја за тоа време ќе ги направам и брускетите. Сега ќе додадеме сланината за отпечените лепчиња и таа убаво да се испржи, меѓутоа не да стане чипс, едноставно да пушти аромата. Ќе ја вртиме полека, меѓутоа прво нека фати малце коричка таа страна. За тоа време, еве го ова убаво си се пржи. Сега да го зачинам. Сол и црн бивер. Класика. Одлично. Штом испари водата од мефцето, ќе го додадеме и оризот. Да видиме сега како е со сланината. Таа полека ќе си се крчка. А додека сланината си се пржи, јас ќе го направам и кремот. Крем сирење ќе додадеме во еден длабок сад. Ќе
додадам и сирење грикос и сето ова убаво ќе го спојам. Сега ќе земам едно лепче и ќе нанесам убав слој од млечниот намаз. Како крцка и лепчето за мерак. Како велат, едно да каснеме, ама овде да ни остане. Значи, кога готвите, правете ги нештата да ви бидат највкусни на свет и 100% да уживате додека ги јадете, затоа што така вистински ќе уживаме, нели? Сега ќе го измешам уште малце и месото за ризотото и ќе го додадам оризот и тој малку да се испржи. Тоа е тоа што сакав да го добијам. Браво. Ау, како мирисува добро. Супер. Сега го додаваме оризот. И ќе го оставиме да се испрши. Имам суви домати кои ќе ги додадам на испечените лепчиња како дополнителен вкус кој идеално одговара со планината. Ситно сецкан кромит исто тие што сакаат може да додадат за тоа што ќе даде една мала контраст и една блажина и препознатливиот вкус на кромидот кој сите го сакаме и ќе бидат уште повкусни. Неколку парчиња за тоа што внимавајте, доматот во масло е навистина со многу јак и интензивен мирис и вкус. Пошто тоа е дехидриран домат, а во него се собрал целиот вкус од доматот, уште и сортата на домати ако е квалитетна, тогаш имаме чиста десетка. Сега во рижотото ќе додадеме врел бујон. И ќе оставиме сето тоа убаво да си крчка. Огинот ќе го наместиме да биде среден. И ќе додадам и малце бело вино. Убаво ќе измешам и ќе оставам сето тоа убаво да почне да крчка, а кога ќе испари алкохолот од виното, тогаш ќе додадам уште бујон. Се дорека него свариме убаво оризот. Да видиме до кај сме со планината, уште малце и треба. Таман за тоа време јас ќе го исецкам кромидот. Ставете по малце кромиче, ситно исецкано. Крем сирење, сув домат, кромит, печена или пржена сланина. Нека си се крчка. Сега ќе додадам уште од бујонот. Температурата ми е одлична. Добра температура за рижот.
Значи, од секаде да гледате меурчиња, меѓутоа да не се многу големи. Тогаш е прејако. Кога се вака мали меурчињата, температурата за приготвување на рижото е идеална. Тоа значи малце повеќе од средна. Од 1 до 6 на 3,5, а од 1 до 9 на 4,5, максимум 5. Рижотото добро напредува. Сега во него ќе ја додадам и панцетата која испржив претходно, вака на поголеми парчиња. И ќе додадам уште бујон. Добро ќе промешам и ќе оставам полека да си крчка. Сега, вака испржена сланината, ќе ја додадам врз испечените лепчиња. Ова колку вкусно изгледа. Сосема. Ова ќе го ставам во ризотото. Сега нежно ќе промешам. Ова како за декорација, меѓутоа топлината на сланината ќе излезе вкусот и на мечината душичка и ќе го дополни овој прекрасен вкус. Се допаѓа. Се допаѓа затоа што превкусно изгледа. Да. А за вкусот не сакам да разговарам затоа што можете и вие да го замислите. Крем сирење со грикос сирење од Бимилк, суви домати, кромиче и печена сланина или пржена. Како игра ризотото за мерак. Сега, пред да почнам да го правам винегретот за салатата, ќе исецкам 2 чешниња лук и ќе ги додадам во ризотото. А на крај, во ризотото ќе го исклучам од оган и ќе додадам рендан пармезан и путер. Путерот ќе го направи кремот во ризотото. Пармезанот не само што ќе направи дополнително да биде кремасто, него ќе му даде еден посебен вкус кој сите го сакаме кога јадеме ризото. Отлично. Уште малце бујон и штом испари, штом оризот го прими бујонот, ризотото ќе биде готово и спремно за путерот и за пармезанот. Ајде за тоа време да го направам винегрет. Дресинг е се што се прави како сос во кое има јајце, а винегрет е се што се прави како сос, а е без јајца. Ставаме прво малку песто од босилек. Ставаме сенф, една лажица и малце вински оцет. Со маталка нежно ќе го споиме сето ова и постепено ќе додаваме масло. Се додека не добиеме убава емулзија. Еве ја густината, емулзијата си е одлична. Околу 30 на грама пармезан по порција е сосема доволно. Овде имаме 3 порции, така да околу 100 грама, малце помалце од 100 грама ќе ни биде сосема доволно. Путерот на коцки ќе го ставам во ризотото заедно со пармезанот и полека ќе мешам. Еве го се растопува и прави ризотото да биде навистина многу кремасто. Еве погледнете. Погледнете како менува структурата, станува по-сочно, по-кремасто. Тоа е таа магија што ја прави путерот и пармезанот. И како што го служат италијанците, така овој пат ќе го послужам и јас во ниска чинија.
полека од оздола, вака удирајте чинијата за да се изедначи ризотото. И еве идеално ризото со панцета и со свинско бонфиле. Вкус кој верувам дека на сите ќе ви се допадне. Ајде сега да направиме и салатата. Руколата ставете ја во длабок сад. Ајсбергот, како и секогаш, искинете го. На парченца, вака, не поголеми, за едноставно да уживате кога јадете. Ајсбергот е најкрцкавата салата што имаме овде ние на нашиот пазар и навистина за мене е салата која вистински не само што освежува, него и задоволство ми е да јадам за тоа што незината крцкавост останува. Имаме пашканат. Пашканатот ќе даде една убава блажина и навистина многу го почитувам. Или тој е еден од 5 мускетари во гастрономијата. Тој тврдиот дел што е внатре, не се обидувајте да го рендате за тоа што нема да биде добар, ќе биде многу тегав, ама ова е сосема за ова зборам. Значи ова е многу цврсто и од него ништо не можеме да добиеме. Еве малце пашканат. Супер, имаме 100 грама целер. Сосема доволно. Ке изрендаме и малце пармезан, како дополнителен вкус. Сосема доволно. Бадеми, ке ги исецкам крупно. Печени, солени бадеми. Можете и сами да си ги испечете дома, а за да бидат комплетно крцкави или криспи, на 120 целзиусови степени, час и половина. Кога ќе ги обработите на овој начин, кога ќе се оладат, ќе станат толку многу крцкави што сами ќе пукаат, верувајте. Еве ги бадемите. Винегретот ќе го додадам во салатата. И сето тоа добро ќе го соединам. Преубаво мириса. Супер. Сега ќе додадеме во чинијата од салатата и готови сме за денеска. Ситни коцки домати ќе додадам од озгора. Малце солца. И тоа е све за денеска, драги мои. Се надевам дека ви се допадна како испаднаа подпечените лепчиња со крем сирење и со подпечена сланина, ризотото со бонфиле и на крај салатата во која додадов пашканат и целер. Уживајте! Подпечени лепчиња со крем сирење и со крцкава панцета. Идеално за вкус. Сосема доволно да го поттикне апетитот во вас, а рижотото со свинско бонфиле и со панцета. Вкусот
е незаменлив, верувајте. И на крај мешаната, убава и вкусна крцкава салата која ќе го надополни вкусот на сето тоа. И едноставно денеска вистински уживав не само додека готвев, него и додека јадевме овде заедно со мојата екипа. Да ве потсетам да не заборавите да го посетите нашиот сајт 4сезони.mk и да си одберете се што ви е потребно за да може да сготвите убава и вкусна храна. Да ги поздравам моите пријатели од Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром и секако голем поздрав до специјалистичкиот центар за медицина и физикална терапија ПЗУ Ива Беланова во населба Лисиче. Драги мои, имајте убава и пријатна вечер.